Добродојавте дечки во ова ново видео. Во ова видео јас ќе ви покажувам еден интересен проект направен со ESP32 развојната плочка, која што е слична на Arduino Nano, но се разликува по тоа што има Wi-Fi и Bluetooth. Секако во овој проект не користиме Bluetooth или Wi-Fi, но ние користиме акселевометар, односно жироскоп, со кој што можеме да контролираме степ мотор. Доколку го движам жироскопот нагоре, ќе се врти степ моторот на во насоката на стрелките на часовникот. А доколку го завртам надолу, ќе се врти во обратната насока на стрелките на часовникот. Па ајде да видиме како е направен овој проект. За да го изработите овој проект, потребни ви се ESP32 развојна плочка. За овој проект ја користам Duit ESP32 DevKit V1 плочката. Потребен ви е жироскоп. За овој проект го користам жироскопот NPU 6050. Потребен ви е степер мотор и драйвер модул за степ моторот. И во овој проект ги користам степер моторот и драйвер модулот со модел 28BYJ-48. На екранот може да забележите како се сите компоненти поврзани. За да ги поврземе компонентите ни се потребни две бредбордови, односно протобордови, на кои што ќе можеме да ги закачиме компонентите и да ги поврземе соодветно со нивните кабли. Можете да видите дека акселевометарот, односно жироскопот, MPU, е поврзан од VCC приклучокот со црвениот кабел кон 3V3 приклучокот на ESP32. Ground е поврзано со Ground. SCV е поврзано со зелениот кабел кон D22 приклучокот. SDA е поврзано со белиот кабел кон D21 приклучокот. Од тука, работите што ни останува за да ги поврземе, се степер моторот или степ моторот, да го поврземе заедно со драйвер модулот. Тоа е само еден лесен конектор кој може да се закачи и кој го гледате на екранот. И потоа треба да ги поврземе плюсот со V и N пинот на ESP32 и минусот со пинот Ground на ESP32. Потоа треба да ги поврземе контактите IN1, кој што е означен со син кабел, кон D19, пинот IN2 да го поврземе со D18, пинот IN3 да го поврземе со D5 пинот и пинот IN4 да го поврземе со TX2 пинот на ESP32 развојната плочка. Проверете два пати дали ги поврзавте сите кабли како што треба и дали е се поврзано по редоследот. И доколку е се поврзано, преминете на следниот чекор. Земете ја ESP32 плочката и поврзете ја со вашиот компјутер. Откако ја поврзавте ESP32 плочката, треба да го отворите Boards менеджерот во Arduino програмата. Доколку не имате преземено Arduino програмата, ве молиме преземете ја од официјалната страна на Arduino. Во Boards Manager пребарајте за ESP32 од Espressif Systems. Значи ESP32 by Espressif Systems. Кликнете Install и откако го инсталиравте, тоа ќе треба да инсталирате неколку потребни библиотеки. Треба да ги инсталирате библиотеките I2C Dev заедно со библиотеката MPU 6050. За да ги инсталирате библиотеките, одете во Sketch, Include Library, Add Zip Library, и најдете ги библиотеките кои што се во дескрипција. Откако ги превземате библиотеките од дескрипција, селектирајте ги двете библиотеки од прозорчето за селектирање на библиотека. Откако ги инсталиравте двете библиотеки, следно што треба да направите е да го преземете кодот од линкот во дескрипција. Откако го преземавте кодот и го вклучивте во програмата, тој изгледа вака. Следно, кликнете горе, каде што пишува, каде што има знакче за USB
и селектирајте го Do It ESP32 DevKit V1. Доколку не ви излегува, ве молиме преварајте го. Кликнете ОК и кликнете Upload. Проверете ги конекциите со ESP32 и компјутерот доколку не ви работи Upload копчето. Како што гледате пишува Compiling Sketch, треба само малку да почекаме. И Uploading. Сега, како што гледате, се наполни до 100% и вашиот проект е завршен. Ви благодарам што го гледавте видеото. Претплатете се и лајкнете доколку ви се допадна и напишете во коментари доколку успеавте да го направите овој проект. Се гледаме во ново видео. Чао!